Добро утро, колеги. Токму така како што кажа и претходно колешката Сонја Рилковска, летниот период е најдоброто време, особено летниот распуст за децата да читаат книги. Всушност имаат и најмногу време кога станува збор за читањето на книги. А кои се најбараните наслови и автори од детската литература, како што најавивте, бараме одговори од Ана Несторовска-Саздовска. Ана, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Кои се најбараните наслови и автори од детската литература? Добро утро, благодарам на поканата. Добро утро и до сите гледачи. Така, летото е идеален период кога може да се читат пред селектирите и затоа во овој период се најбарани лектирите од 2 до 9 оделенија, од задолжителната и од напроширената листа со лектирни изданија. Нашата едиција лесно читливи лектири ги содржи лектирите одобрени од Министерството за употреба, меѓутоа и читанки за сите деца што сакаат да прочитаат книга плюс. Значи се бараат најмногу лектирите кои што се лесно читливи затоа што се изработени со фонд за дислексија, односно со фонд кој што има лесен на децата кои што имаат проблеми за читање да ги совладаат, имаат и делот кај што може да ги разработуваат добро лектирите, значи во моментов тие се барани, исто така се барани и серијалите за деца, популарните серијали како Исидора Мун, кои што постојано се надополнува со нови книги. Имам 15 досега изданија од оваа приказна, како и низината преточетка Мирабела. Тие се популарни пред се меѓу девојчињата. Ке момчињата има интерес за Шерлок Холмс за деца и исто така и Шекспир за деца се чита. Читаа се едни серијали кои што ги имаме објавено со една современ дизајн, со еден пристап кој што е разбирлив за децата и интересен. Исто така се читаат и други серијали како Мачки детективи, Кити и така натаму. Значи не можам конкретно да издвојам само еден наслов или еден автор. Децата читаат освен лектирите и нешто плюс литература која што е преведена и адаптирана на македонски јазик, меѓутоа и домашни автори. Во последно време се почесто децата, но и родителите бараат да купат и да читаат книги од македонски автори. Ги имаме ли доволно? Ги има секако. Имаме еден убав подем на литературата за деца, особено во делот за прешколска и рана школска возраст. Големо издаваштво на сликовници. Еве тука би ги споменала, ако и камерата ги фати, изданијата кои што се од Ване Косторанов, нашиот познат илустратор и автор. Значи Звездано дете, Девојче и меч и така натаму, уште повеќе негови сликовници. Едицијата Нови бајки од Македонија и Бајки од Македонија, каде што во Бајки од Македонија се собрани стари македонски бајки, адаптирани и илустрирани, принаменети за новите деца, а Нови бајки од Македонија се со нови автори, значи нови македонски автори напишаа бајки, илустрирани се оваа книга илустрирана од Орце Ниневски. Значи постојано изнаоѓаме нови авторски имиња, ги актуализираме нашите автори современи и оние класици, се со цел да го направиме поширок изборот на децата, затоа што со книгите полесно се раст и се едуцираат. А на книгите се тие што пренесуваат важна порака, особено кога станува збор за децата. Кои елементи треба да ги содржи една книга кога станува збор за детската литература? Пред се, точно, треба да имаат порака јака приказните, затоа што децата преку тие книги ќе дознаат за главните животни предизвици, ќе се осознаат себе си, светот ќе го дознаат. Книгите треба да бидат и прифатливи за нивното око, значи да изгледаат добро, да бидат со убави илустрации и приказната да биде секако многу убаво напишана, на убав јазик, разбирлив, да бидат достапни и јасни зборовите за нив, значи на ниво на деца да биде напишано, меѓутоа да има книжевна вредност. Гледаме да има и квалитет во сето тоа, значи да не е само спој на нови елементи, меѓутоа тоа да биде една квалитетна книжевност која што ќе живее и ќе се наследува, нели? Книгата останува дома и за следните генерации. Така да мислам дека сите овие елементи кои ги има и мора да биде некако и актуелна. Значи да ги опфатиме оние теми кои што и денешните деца ги бараат. Ги споменавте илустрациите, а навистина и од она што може и јас да видам од книгите на масата се многу добри илустрации. А каква улога играат илустрациите кога станува збор за книгите за деца? Многу голема улога играат, затоа што децата
прво почнуваат да читаат, условно кажано, гледајќи ги сликите. Значи, ако сликата им ја раскажува приказната соодветно, значи сме постигнале целта, сме направиле квалитетна книга. Треба да потикнат емоција тие слики, треба да раскажат нешто, да дадат поука. Илустраторите на свој начин ја дораскажуваат приказната што ја напишале писателите. Во моментов во светот им се сепак актуелни сликовници со многу малку текст, а со убави раскошни слики, илустрации. Дури постојат и неми сликовници кои што се само со илустрација, а ја постигнуваат целта ја раскажуваат приказната. Ние во изминативе неколку години се појавија многу талентирани и квалитетни македонски илустратори, меѓу кои Ивана Костуранов, кој што го споменав, Орце Нинески, Катерина Николовска, Наталија Лукомска, кои што навистина се во подем и дава значен придонес во овој дел од литературата. Ана, за крај на ова наше линковско вклучување, пред почетокот на вклучувањето зборувавме дека се читаат лектири и книги што пред децении се изучувале. Потребна ли е промена на литературата за деца со оглед на тоа што и времето се менува? Промените се природен процес и треба и во литературата да се случуваат промени, да се воведуваат нови теми кои што ги интересираат новите генерации. Ние затоа и го распишавме конкурсот Оливира Николова за најдобар необјавен роман за деца и млади, со цел не само да ги поттикнеме македонските автори да пишуваат, туку и да изнајдеме и нови четива, нови романи кои што ќе ги читаат новите генерации. Не нужно дека треба да бидат поврзани со нова технологија и слично, меѓутоа со проблеми и прашања кои што ги интересираат денешните деца. Значи, од булинг, како да стекнат пријатели, стравови од одредени нешта, од понатаму како да се соочуваат со одредени емотивни ситуации, па дури и до теми како да се отрнат од зависност од телефоните. Например, ќе споменам оваа нова наша сликовница Зорки и Цветка, во кој што се опфаќа таа тема. Момчето е постојано на телефон, на девојчето го повикува надвор да играат и кога ќе излезе од рамката на телефонот, момчето ќе види дека тој свет надвор е многу шарен, интересен и креативен. Така, многу интересни книги и теми. Ана, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Утро во Македонија. Наутро зборувавме за детска литература, за тоа кои се најчитаните книги и автори во светот на детската литература, но и дека е потребно промена на книгите што пред децени се изучуваат со цел да се следи новиот тек на времето. Колеги?